Дефинитивно Македонија добива нов селектор. Досегашниот Благоја Боби Милевски заминува во историјата и ова не е шпекулација, ова не е можеби, ова е вистината. Македонија во предстојниот надпревар, бараш надпревар за светското првенство 2026 ќе ја предводи ново име. Тоа е официјална информација добиена од релевантни извори на која ние се подпираме без да шпекулираме, без да манипулираме барем со оваа работа кога е во прашање изборот на новиот селектор. И во тој контекст, во продолжение на нашата денешна емисија, ќе ги видите сите досегашни селектори на фудбалската репрезентација на Македонија и нивните успеси, искажани с бројки на процент на освоени бодови и на сето она што се случувало во овие 32-33 години на независен и самостоен македонски фудбал, односно откако македонската фудбалска репрезентација е под капата на УЕФА и на ФИФА и ги игра своите официјални надпревари. Исто така, во прилогот што ќе го видите за кратко, можете да го откриете и новиот селектор на македонската фудбалска репрезентација. Тоа што е известно, тоа што е сигурно е дека треба да ги земете имињата на луѓето што не се македонци, значи новиот селектор доаѓа од македонскиот фудбалски простор. За ова нешто повеќе после джинглот. Низ 30 годишната историја на фудбалската репрезентација на незината селекторска клупа седеле 18 селектори кои ја воделе оваа репрезентација во изминатите 30 години. При тоа, тројца од нив дури на два пати добиле шанса да го водат националниот тим. Почнувајќи од 13 октомври 1993 година, кога во крај игравме против Словенија, а фудбалската репрезентација ја водеше легендарниот Андан Дончевски, па се до 20 ноември 2023 година, кога во Скопје игравме против репрезентацијата на Англија, а на селекторската клупа седеше актуелниот селектор Благоја Милевски. Помеѓу нив 20-та овде се другите имиња, другите селектори кои се тема на нашава емисија, кои се тема на анализа низ нивните бројки, колку пати ја воделе репрезентацијата, како учинок оствариле, колку временски период останале на селекторската клупа и така натаму.
Тоа што го видовте во прилогот се сите фудбалски имиња кои што стоеле на челото на македонската фудбалска репрезентација. Голем број селектори во овие 30 години го нема Благоја Милевски, за него зборуваме сега. Секако дека бројките кои нашата публика ги има на увид со сите фотографии, имиња и презимења на селекторите се тие веродостојни врз база на нивниот учинок. Ќе кажеме нешто повеќе само околу актуелниот, се уште актуелниот селектор Благоја Милевски. Знаеме дека на хартија неговиот договор истекува на 30 ноември. Кога одговорните во федерацијата ќе се решат на тој потек да го обелоденат, тоа е нивно. Нашето е да малку ја анализираме работата на селекторот Благоја Боби Милевски, низ бројки, низ надпревари, низ процентуален успех на целиот овој циклус и нормално да се посветиме на време траењето на неговиот циклус. И сето тоа со една единствена причина, да нема шпекулација и да нема дилема кој низ сите овие години важи за најуспешен преку бројка, преку процент. Токму така, ако зборуваме за должината на периодот на водење на фудбалската репрезентација и на процентуалниот успех на освоени бодови од вкупниот број на надпревари кои ги воделе сите овие селектори, Благоја Боби Милевски е дури на шестата позиција со 37,5 освоени бодови од 48 надпревари колку што ја водеше македонската фудбалска репрезентација. Оние наши гледачи кои можеби имаат резерва околу оваа наша бројка, а сега ќе ги споменеме и другите 5 луѓе, 5 селектори кои според учинокот, според процентуалното освојување на бодови се пред сегашниот селектор Благоја Милевски, ќе видите и сами дека работата во репрезентацијата навистина е макотрпна и многу е тешко да го постигнеш цензусот, да речеме од 50 од 100 освоени бодови од вкупниот број расположиви бодови и во однос на надпреварите на кој одреден селектор ја вода репрезентацијата. Еве, Дургутов се потруди да ги извади овие проценти, да ни ги даде на тацна, што се вика, и да немаме дилема кој е на хартија. Постојано читаме, слушаме дека Благоја Милевски е најуспешниот, бројките не го велат тоа. Ајде да видиме како стојат работите. Значи, број 1 е популарниот Мрме, Игор Ангеловски Мрме, која вода репрезентацијата на 53 надпревари и со вкупен освоен учинок од 46% од вкупниот број на бодови. Мрме беше начело на репрезентацијата 5 години 7 месеци и ирелевантно е, како ќе кажам, дека со него игравме на Европското првенство. Во конкретниот случај ги земаме тие успеси или исклучоци, зборуваме чисто за суровите бројки за да доловиме вистината. На второ место е Ѓока Каџиевски, кој репрезентацијата ја водел на 27 надпревари, а има учинок од 46% освоени бодови. Трето пласиран, ако можам така да се изразам за полесно да се разбереме, е Чеде Јаневски, која вода репрезентацијата на скромни 14 надпревари, но неговиот учинок е 45% освоени бодови од овие вкупниот број бодови кои може да се додадат на тие 14 надпревари. На четврто место е Сречко Катане со 41% освоени бодови, ја вода репрезентацијата на 27 надпревари и по должината, време траењето кога ја вода репрезентацијата Сречко Катане се ми се чини на трето место, веднаш после Игор Ангеловски Мрме и актуелниот селектор Благоја Милевски Боби, кои имаат подолг стаж гледано временски, без да ги потенцираме нивните резултати, успеси и процентуален учинок. На пето место е Мирсад Јонус, едно фудбалско име добро познато, поранешен голман на Вардар и на многу други, помалку можеби и трнат настрана од сите овие случувања, но Мирсад Јонус е селекторот кој ја вода репрезентацијата во 2 наврати. Во вториот наврат на 20 надпревари направил учинок од 41,1% освоени бодови. Тоа го видовте. Доваѓаме до Благоја Боби Милевски.
кој исто така имаше забележителен успех, не може тоа да не се потенцира низ Лигата на нациите и низ другите квалификациони циклуси, но кога се во прашање суровите бројки, овие истите бројки кои важат и за другите селектори, Боби Милевски е на дури 6-та позиција и од 48 надпревари има учинок од 37,5 освоени бодови, а неговото време траење, ако добро пресметав, еве, оставам резерва 5-10%, да не коригирате, не следите, коментирате на нашиот YouTube канал, слободно кажете ја вашата математика. За 4 години, 4 месеци водење на репрезентацијата, Благоја Милевски има учинок од 37,5% освоени бодови. Мраме Ангеловски за 5 години и 7 месеци има учинок од 46% освоени бодови на 53 надпревари. Тоа е бројката, тоа е анализата на Дургутов. Тоа е тоа што можеме да ви го кажеме со, како што ти велиш, малку процент некој на евентуална некоја грешка, што јас искрено се сомневам дека е така. Дургутов ретко прави грешки кога се процентите во прашање. Секогаш оставаме простор за такво нешто. Ние сме отворени, нашиот YouTube канал е отворен, ова анализа е ставена на ачик со слика, бројки, проценти, број на надпревари, сето тоа го има во јавноста, го има во интернет. Меѓутоа мислам дека 99%. А решена е уште една дилема. Значи, решена е дилемата дека Благоја Милевски не е најуспешниот селектор, како што знаат да ни напишат и како што се зборува во јавноста. Но тоа е, ако се немаат официјални бројки, ако се зборува на памет, може се да излезе. Како од нас, така и од било кого. Решена е дилемата дека Македонија ќе добие нов селектор. Решена е дилемата дека Благоја Милевски не спаѓа во најуспешните. Исто така, решена е дилемата дека селекторот ќе биде македонец. Дали успеавте да го пронајдете македонецот во овие селектори што ги видовте во прилогот? Не знам, но едно знаеме сигурно. Тоа е дилемата. Тоа е дилемата. Селекторот е македонец, селекторот нема да биде странец, како што имаше информации, да не навлегуваме шпекулации, дали са тоа добиени информации од некои релевантни извори, и тоа не би сакале да го коментираме, но ние повторуваме, како што рековме на почетокот, од изворно место, од релевантни луѓе, информацијата е дека господинот Благоја Боби Милевски на 30 ноември дефинитивно заминува, а наредниот селектор, според она што ние го дознавме и според наши сознанија, имајќи го предвид карактерот на луѓето кои го бираат, тоа е селектор кој доаѓа од Македонија, од македонската тренерска фела, селектор кој ќе влези со штитот или на него против Данска, селектор кој ќе направи една борба, една условно кажано фудбалска тепаница на зелениот правоаголник, кој нема да влезе со калкулации, ќе играме па ќе видиме што ќе направиме. Туку, според најавите, треба да застане, да се исправи и ако веќе гинеме фудбалски против Данска во Копенхаген, да загинеме стоејки и машки. Така е, пред да се одјавиме, ќе ви кажеме само дека во минатата емисија нашиот глас одеше за Игор Ангеловски Мрме, но ете, нека биде ова уште една новина. Игор Ангеловски Мрме нема да биде новиот селектор на македонската фудбалска репрезентација. Барајте во остатокот македонци. Толку за вечерва. Тука сме на линија, насочени кон македонската репрезентација, насочени во исчекување на официјалното назначување на новиот селектор, со силна поддршка од продукција Скок, со силна поддршка од YouTube каналот Дургутов, на терен, надвор од терен, во студио, со информации само за што, Дургутов? За борба до крај. За борба до крај и пласма на светското фудбалско првенство. Лайк, сабскрајб, доколку ви се допаѓаме, се гледаме за скоро во друга емисија. До скоро.